ова издание. Овие бранкови се приватна работа и не се државен акт од Руската Федерација. Изјава на премиерот Заев после средбата со рускиот амбасадор. Дали со новиот грчки премиер ќе се смени односот кон Северна Македонија? Разговараме со аналитичарот Петар Арсовски. Нов медицински метод со вештачка интелигенција и вселенска технологија против ракот на дебелото црево. Ќе ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Пранковите се приватна работа, не се државен акт на Руската Федерација. Русија не сака Северна Македонија да биде членка на НАТО, бидејќи се против какво било проширување на алијансата и го разбирам нивниот став. Ова, како што јави дописникот Огнен Чанчаревик, го истакна премиерот Заев. Тој денеска се сретна со рускиот амбасадор на отворење руска инвестиција кај Скопје. Следат вестите. Руската Федерација е пријател на Република Северна Македонија и навистина јас мислам дека и овие пранкови или фейк перформанси кои што се правени, за жал беа имплементирани врз мене, представуваат приватни работи, не се акт од Руска Федерација или од државата која што не е пријател, и така ги сваќам, така ги коментирам. Американскиот секретар за труд Александер Акоста ја брани одлуката што ја донел пред една деценија. Како федерален обвинител, тој се согласил за блага затворска казна за милиардерот Джефри Епстин, обвинет за малолетничка проституција. Сметам дека реагиравме соодветно, изјави Акоста. Секретарот призна дека случајот во 2008-та бил комплексен и оти многу од жртвите биле исплашени и травматизирани да сведочат против Епстин во евентуален судски процес. Самит за социјални медиуми ќе се одржи денеска во Белата куќа, а ќе учествуваат конзервативни групи и конгресни лидери. Ќе разговараат за тоа како да се справат со објавите на социјалните медиуми. Представници на Facebook и Twitter нема да присуствуваат, бидејќи наводно не биле поканети. Претседателот Трамп ја најави средбата преку објава на Twitter и истакна дека веројатно би станал претседател и без социјалните мрежи. Новиот грчки премиер Мицотакис не може да го поништи Преспанскиот договор. Сепак може да ја отежни неговата имплементација. Ова го вели аналитичарот Петар Арсовски. Разговорот го водеше Мики Трековски. Господин Арсовски, дали промената на власта во Грција ќе донесе и промени во односот кон Северна Македонија? Во однос на политичката клима, да. Не некакви драматични промени, но секако односот на новата влада е по конфронтативен кон Северна Македонија одошто односот на Ципрас. Но не верувам дека тоа може да донесе драматични промени во нека суштинска смисла. Повеќе во риторика, во некакви помали подзаконски акти и така натаму. Дали со доаѓањето на власт на Мицотакис кај Јужниот сосед е загрозен Преспанскиот договор, ако се има во предвид неговото остро противење кон овој договор за време додека беа во опозиција? Самиот Мицотакис вели дека договорот нема назад, така што целовитоста на Преспанскиот договор така како што е подпишана не може да се поништи. Тоа што Мицотакис може да направи може да искомплицира имплементацијата на Преспанскиот договор. Во оние точки во кои тој се уште не е целосно имплементирана. Тоа се договорите за трговските марки, ревизијата на историјата, онака како што тие замислуваат и така натаму. Власта во Скопје треба да биде, во Македонија треба да биде внимателна околу имплементацијата на Преспанскиот договор. Не верувам дека треба да се плашиме од тоа дека тие можат од него да се повлечат целосно, бидејќи помеѓу другото тој проект на меѓународната заедница не е само проект на Македонија и Грција, но секако треба да бидеме внимателни во односот на тоа како ќе се имплементира понатака, бидејќи можно е владата на Мицотакис да сака да го реинтерпретира во своја полза. И како Северна Македонија во едни вакви нови околности треба да се постави и да се однесува? По мене најдобро е да продолжиме да го имплементираме целосно духот на Преспанскиот договор таков каков што е напишан, да внимаваме на реинтерпретацијата на договорот во тие помали административни преговори кои течат. Треба да продолжиме да ја градиме довербата и треба да имаме и меѓународната заедница на своја страна. Треба да не направиме никаква провокација и треба да го продолжиме овој пат така како што сме го тргнали, да не дадеме изговор на Грција, евентуално да ги попречи нашите евроатлантски интеграции во процесот на преговарање. Во кој дел сметате провокации? Знаете како, се уште не сме ги отстранили, например, символите на Вергина секаде. А тоа е нешто што е напишано во Преспанскиот договор. Не сме ги смениле имињата на спомениците така како што е напишано во Преспанскиот договор. Тие работи кои може да бидат искористени
како повод од Мицотакис за да каже дека Македонија не го исполнува својот дел од Преспанскиот договор, треба да се завршат побрзо. За едноставно ние да покажеме дека нашата страна сме ја завршила, за меѓународната заедница да ја притисне Грција да не прави проблеми во Преспанскиот договор понатака. Господин Арсовски, благодарам за интервјуто за Гласот на Америка. Фала и на вас. Мерењата на НАСА покажаа дека мразот околу јужниот пол сериозно се намалил. Денес се наоѓа на рекордно најниско ниво во последните 3 години. Фејт Лапидус ги пренесува новите научни анализи за оваа појава. Додека мразот на Арктичкиот океан на врвот од светот постепено се топи, на Антарктика постојано се зголемуваше, но само до 2014-та. In just 3 years, as of 2017, За само 3 години, до 2017 стаса до најниско ниво во 40 години, а тоа е 10,7 милиони квадратни километри. За период од 3 години биле загубени околу 2 милиони квадратни километри мраз, малку поголема област од Мексико. Повеќе од 3,5 децении мраз што Антарктика постепено го стекнала, исчезнал за само 3 години, топејќи се со многу побрзо темпо од Арктикот. Има консензус меѓу научниците дека топењето на арктичкиот мраз се должи на глобалното затоплување и на водата и во воздухот. Научниците бараат одговор за драматичниот пат на нивото на мразот во Антарктика. after 2014, when this Откако во 2014 се случи наглото топење на мразот, има обиди да се поврзе таквиот феномен со случувањата во атмосферата и во океаните. И имаше индикации дека топол воздух доаѓа од северот и е една од причините. Независно од причините, трендот има далекосежни последици за поларниот екосистем и планетата. Научниците и натаму вршат интензивни истражувања на Антарктика, бараат објаснување, но и решенија за растечкиот проблем со топењето на мразот. Научници од Универзитетот во Лондон развиваат нова метода за лекување на ракот на дебелото црево. Се работи за комбинација од вештачка интелигенција и вселенска технологија. Златица Хоук има повеќе. Ракот на дебелото црево е третиот најчест тип на рак на светот. Колку порано се открие, толку е поголема шансата пациентот да се опорави. Но лекарот кој изведува диагностичка колоноскопија не секогаш гледа се што е прикажано на екранот, при што помалите детали често не се откриваат. Пропуштаме еден од 5 полипи при колоноскопија. Тоа е многу кога ќе се земе во предвид дека е втора најголема причина за смрт од рак во Велика Британија. Научниците велат дека вештачката интелигенција може да ја види целата слика и никогаш не прави грешки. Со оглед на тоа што видеото е во живо, нашиот систем ја обработува сликата дел по дел, со помош на вештачка нервна мрежа. Јас се обидувам да идентификувам. Податоците се премногу големи и премногу детални за да може да бидат испратени преку интернет. Така, наместо тоа, Один Визија ја користи комуникацијата меѓу земјата и сателитите. Информациите се пренесуваат во реално време до лекарите кои прават диагноза. Развојот на новата технологија е во рана фаза. Ако се покаже дека технологијата е успешна, ќе стане достапна во клиниките и болниците, дури и во руралните средини, со цел секој пациент да добие најрана и најточна диагноза. Вештачката интелигенција возможува да обезбедиме квалитетна услугата. Целта е добиете најдобра диагноза на секаде, низ нашите болници. Научниците на Один Визија се надеваат дека нивната прогресивна програма ќе спаси илјадници животи и ќе им помогне на пациентите да избегнат радикални процедури. Преживеаните од рак на дебелото црево се надеваат дека новата диагностичка технологија ќе биде достапна наскоро. Се надевам дека овој софтвер набрзо ќе се примени, така што моето семејство да може да се увери дали се е во ред со моето здравје или не. Один Визија планира студија за клиничко пилотирање на оваа технологија во следните 12 месеци, пошто истата би почнала да се применува во наредните 2 години. Тоа беше се за денеска. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, јас сум Тоше Огњанов. Имајте пријатна вечер. Се гледаме утре.